Јас сум Сара Мес, свирам на харфа, тоа е еден многу убав божествен инструмент. Ви препорачувам да пробате некогаш да засвирите. Лесно е за проба, може само едно глисандо и да ви зазвучи многу убаво. Исто така си пеам, сакам многу да пишувам музика, сакам да пишувам текстови, нели колку ми се можностите. И тоа сакам да уживам во природата, во секое слободно време да се спојувам со планината и во убавините на живот и да сум насмејана. Бушеви глави. Свадба е еден период кога жената ќе се омажи со маж, а мажот ќе се ожени со жена. Свадба е кога младоженецот и жената ќе се мажат, уствари венчат и во една огромна сала, каде што има зајадени, има многу маси, има многу столчиња, има и многу луѓе. Свадба е кога мажот и жената ќе се мажат. Свадба е нешто кога мажот и жената ќе се омажат. Понекогаш и жената ќе го фрли цвеќето и кој ќе го фати, тој ќе се омажи. Свадба е нешто кога маж и жена ќе се заљубат и ќе прават свадба. Свадба е некој кога ќе се заљуби и кога ќе се венчат, а кога додека се венчават, на крајот тортата ја сечат заедно и во исто време земаат столажичката и се ставаат во уста. Свадба е кога жена и маж се сакат и потоа прават свадба. Тоа е период кога ќе се пацнат во уста. На свадбата се танцува, тогаш мажот и жената после свадбата ќе станат маж и жена. А на крај на свадбата нашата мајка го фрла букетот и кој ќе го фати, тој ќе се мажи. И потоа одат на мирен месец. Бушеви глави! Мажот е облечен црно-бело, а жената е бело. Повеќето пати е бело облечено. Мажот е облечен во бело и црно, а жената е цело во бело. Има наметка од позади и на крај го фрла цвеќето. Кој што ќе го фати, тој ќе се мажи. Ако не прават свадба, може да само да се потпишат во матично и толку. Свадба изгледа, има многу луѓе, има невестата е облечена во бело, а мажот во бело со црно, има луѓе, има музика. И исто невестата ќе држи бело цвеќе и ќе го фрли вака. Мажот и жената на свадбите јадат, тогаш имаат кумови, им доаѓаат кумови, мажот и жената седат на специјална маса само за нив и за кумовите. Јас мислам дека правеле некаде кај што има природа, ќе се облечат и таму кај што одлучиле кај да ни биде свадбата, таму ќе ја прават. Постојанот на невестата знае да биде 5000 евра и свадбата е многу скапа работа. Го зимаат ножот заедно и ја сечат тортата. Може и во црква да се венча некој ако сака. На свадбата се игра и се јаде, се пие. Ја да се бацат и пред тоа на свадбата се бацуваат. Не може да биде свадба без музика. Класична, јас би рекла. Му дава со лъжицата во уста. Може да заминат и на свадбено патување. За подарок на свадба се носат секакви подароци. Некој дава и пари. Мажот е облечен во црно со бело,
А невестата некогаш е во црно, некогаш е во бело облечено. А на главата има наметка. Се игра оро, но најчесто се игра танц, оро, се. Зошто да дават пари за свадба? Убаво да си поминат секој. Јас сакам да бидам невеста. Бела и долга до доле. Свадбата е церемонија, може да е традиционална во зависност од тоа дали имаме галичко потекло, дали сме македонци, дали сме роми и албанци, значи муслимани, христијани, се зависи нели церемонијата. Сега колку што знам за нашиве церемонии, македонските свадби, значи она е поделена, прво да почнеме на матично, тоа е каде што младоженците, односно невестата и зетот, потпишуваат пред државата, така? Валјда да. А во црква си се ветуваат пред Христа, да, така. Значи, чинот на веселба, знам дека има, тоа ми е многу интересно, одење по невеста, па буткање врата, па тука кој е посилен, мажите се јачаат, егото до таван, после тоа има едно нешто што не ми се свиѓа, тоа е кој ставаат пари на невестата во кондура, тоа ми е глупо малку. Друго ми се свиѓа дека, не знам, весела, ајде журка. Не ми се свиѓа тоа што понекогаш сите се многу пијани, не знаат, тоа не е добро. Пошто нема да памтат што се случило, за нив ми е, не знам мене. Друго, не знам, значи, си иде во црква, матично, дома, бовчи тоа има. Знам исто, даруваате сега кој кого дарува, тука малку слабо стојам со тоа. Бушеви глави.